Po, vazhdojmë me pjesën tjetër të Paraditës, të emisionit Ditë e Re, janë rubrika të tjera, por ajo më kryesorja që e konsiderojmë në emisionin e Paraditës është mysafiri në studio. Me ne sot do të kemi mjekun specialistin ginekologun me emër, por që së fundi ka filluar punën edhe në Neuromedika, është Nikola Damchevski. Do të flasim mbi sterilitetin. Steriliteti është më tepër ka qenë një tabu temë në popullat deri shumë shpejt, por fatmirësisht ashtu edhe me mjekun siç diskutuam, kjo temë ka filluar t'i kaloj ato tabut dhe po diskutohet gjithnjë e më shumë. Dobro утро, докторе, добре ни дојдовте за ова прекрасна тема. Ке позборуваме. Се надевам дека што сум кај вас во емисија. Да, темата така си ставивме многу кратка тема, стерилитетот, но ке позборуваме за тие најчесто поставувани прашања кои доаѓаат од самите пациенти, но и најчестите одговори кои доаѓаат од вас лекарите. Стерилитетот, реков и пред малку во најавата, беше до предскоро многу табу тема, не малку, туку ептен табу тема за која во прв ред јавно ќе кажам дека секогаш се обвинуваше жената дека е таа која носи до немање дете и така натака, но сега веќе како си живееме модерен свет, модерен живот, така и сите табу теми ги отфрламе. Точно е така. Апсолутно. Значи, сакам да кажам дека неплодноста... Јас на почетокот би сакала да ве прашам, што е тоа неплодност или стерилитет? Неплодност или стерилитет може да се вмести во две области. Да се третира од една страна како болест или од друга страна како една состојба на комплетниот репродуктивен систем кај жената, соодветно и кај мажот. Диагностицирањето на оваа состојба можеме да ја направиме кај двојка која што веќе е во брак и се обидува да има деца. Кога сексуалните контакти за правење на дете се случуваат во текот на една година, но до тој резултат, тоест посакуваниот резултат, бебето не се случува, тогаш веќе може да се појде на лекар и да се диагностицира зошто тоа нешто не се случува. Значи, една година е тоа дозволеното место, брак, време? во зависност од годините на партнерите. Значи, ако партнерите се над под 35 годишна возраст, може слободно да се чека една година, да се релаксират, да се опуштат и да стигне по нормален пат сета таа работа. Но ако веќе партнерите се во брак имаат над 35 годишна возраст, посебно жената, тогаш треба после 6 месеци, алармот веќе по полека жолтата светилка треба да се уклучува дека нешто можеби не е во ред и треба да се побара консултација од лекар кој што е специјалист во оваа област. Докторе, навистина, кои се тие најчесто поставувани прашања околу стерилитетот? Вие долго време работите со ова работа, со неплодност, со стерилитет. Стерилитет ќе употребам зборот. Сигурно имате стотици пациенти кои ви поминале низ раце, така да речам. Кој е првото прашање кога ќе седнат спроти вас и кое е тоа прво прашање што го поставуваат за стерилитетот? Дали е прашањето, докторе, кој е крив, јас или сопругот, или докторе, зошто немаме деца уште? Првото прашање секогаш е зошто не се случува. Ние се правиме како што треба, но зошто не се случува? И тука од тоа прашање натаму започнува една лавина на прашања на која што треба да се одговори на вистина. Соодветно, за во рокот тој преглед кој што би бил некаде од 25 минути 30, на парот кој што е дојден да ја побара таа информација од нас како лекари кои што се занимаваме со таа работа, треба да им објасниме горе-долу доволно за да можат да сватат каде бил проблемот, каде треба да се бара тој проблем, како може да се санира и да се реши и како соодветно во најкус можен период да стигнеме до посакуваната цел, тоест раѓање на живо и здраво бебенце. Докторе, сигурно дека постојат повеќе видови на стерилитет или на неплодност. Може малку повеќе да позборуваме околу тоа? Се разбира. Значи, зашто многу често, барем од тоа што читаме, од тоа што слушаме, вие ќе ни објасните поубаво, можеби и подолу ќе цело прашање ќе поставиме за тоа. Понекогаш и
се ни доаѓа од нашата глава. Со сите мои пациенти кои што почнувам како првичен разговор, кои ќе дојдат да побараат дали консултација или преглед во областа на овој дел, кој ќе ги прегледам првичните резултати од нивните испитувања, ако дотогаш биле на друго место, или ги насочам да ги направат во било која установа, единствениот момент кој што е многу важен ми е релаксирањето на партнерите. Значи има една стара поговорка дека кој што вика вака: бебе се прави со сексуален контакт, но бебе не се прави во тајминг. Да, сега мора или во толку часот мора. Опуштањето од таа проблематика која што води да во толку и толку часот овулацијата е сега или овие се плодни денови, сега мора, ништо не мора. Опуштеноста ќе си го доведе до својот резултат. Стегнатоста ги прави сите тие непријатни моменти кои што може да доведат точно до грчење на комплетното тело кај едниот или кај другиот партнер, неможно за сексуален контакт, неможно за овулација во моментот и други проблеми кои што доведуваат апсолутно до оваа проблематика. Проблемот кај жената, проблемот кај мажот, проблемот кај двајцата. Дали е и тоа вид на стерилитет? Дали и тоа можеме да го ставиме? Апсолутно. Значи првично за стерилитет треба да се испитаат двајцата партнери. Порано, како што најавивте, уште во почетокот, се сметаше дека само жената е виновна. Ако жената не може да роди, значи тука е проблемот, 100% е во неа целиот проблем, но за среќа откривме дека стерилитетот кај една брачна двојка е секогаш поделен 50-50, тоест ако гледаме во таа глобала на тие 100% од стерилитетот, имаме 35% кај жената проблем, 35% кај мажот, и тој и еден проблем 30% заеднички период, 30% момент кој што е момент на недокажан стерилитет или идиопатичен стерилитет. Се е во ред кај едниот, се е во ред кај другиот, не се случува. Го има и тој момент. Сега можеме да започнеме. Често се случува тоа, доктор? Па не баш многу често, но да. Но веќе да. Прво треба да тргнеме од возраста. Значи, да, рековте 35 години, една година. Нажалост, новото брзо време, кое што не пристигнува и нас, идејќи од запад, дека треба да се створи ова, дека треба да се створи ова, дека треба куќа, дека треба работа, дека треба бизнис. Условите да ги имаме. Условите да се имат, па после децата. Да, согласен сум, но има еден проблем. Биолошкиот часовник на жената чука. Дали чука и биолошкиот часовник кај мажите, доктор? Да, малку поспоро. Зашто еве два пати ги спомнуваме само жените, да. Да, но сепак сперматозоидите имаат малку покасно ќе поразговараме за тој момент. Без разлика, жената почнувајќи од раѓање со своите јајцеклетки до добивање на фертилната возраст, која веќе може да остане бремена, значи од бебе до таа губи повеќе од половина од сите тие јајцеклетки да останат во моментот кога таа е во период на репродуктивен период од некој си таму 16-18 години до крајот, тоест до добивањето на менопаузата, до влегувањето, во менопаузата, има некаде од 300 до 400 яйцеклетки во јајник. Тоа значи секој месец, ако прерачунаме, тој е периодот во кој што веќе влегуваат жените во менопауза. И ако ние тргнеме дека жената започнала да менструира, тоест да овулира од некоја си 16-17 година, до 42-3 веќе тие 800, 700, 600 веќе се истрошени. Яйцеклетки се истрошени и ние не можеме да бараме на 48 или на 50 години. Има исклучоци. Тука нема правило. Во медицината правилото е дека нема правило. Но сепак квалитетот на тие яйцеклетки кои што се на 20 и некоја година до 30-тата година и квалитетот на яйцеклетките кои што ги произведува истата таа жена над 30-та, тоест 35-та година, сосема се со различен квалитет. Се лекува стерилитетот. Не е работа што не се прави како што се вели. Како на запад, така и кај нас. Веќе се стигнати сите апсолутно методи, значи во сите клиники каде што се работи за инвитро подпомогната техника, се прават апсолутно сите манипулации кои што се изведуваат
во софистицирани, така наречени нашумени центри на запад. Значи, апсолутно сме достигнати на нивото кое што може да се прави надвор и тука исто во Македонија. За среќа Фондот за здравство на секоја двојка која што аплицира и има услови за да го направи, веќе е подмогнато од Фондот за здравство за 3 обиди, за прво дете, соодветно и за секундарен стерилитет, кој што значи и за второ дете, ако не можат во рокот години да добијат второ дете, можат да аплицираат исто и за второ дете со 3 обиди. Дали имам едно директно прашање, може би тоа ви го поставуваат, може би на тоа мислат и гледачите сега кои не следат. Дали може да се спречи стерилитетот? Дали некаде грешиме во нашиот развој? Дали има некоја болест во помлади години која не фаќа? Па додека растеме, веќе тоа делува кај нас и настанува стерилитетот. Зборувам и кај жената и кај мажот, од двете страни. Значи, ако тргнеме прво женскиот фактор, да, секогаш тој фактор да го елиминира. Секогаш да го елиминираме тој фактор побрзо. Значи, можам да ви кажам дека за среќа во последните години, сепак, девојките, младите девојки се повеќе едуцирани со напливот на интернетот и комуникативноста, отвореноста на комуникациите помеѓу себе си, отворањето на центрите за стерилитет, отворањето на многу форуми, веќе девојките ја имаат таа информативна таа информација која што може да дојдат и да знаат како треба да се понашаат. Нажалост, стерилитетот започнува, никој не може да каже од кога може да стартира. Но има еден проблем. Значи, нажалост, сепак, во Република Македонија се уште млади девојки кои што се и на факултет, после 20 и некоја 25-6 година за прв пат одат на гинеколог. Од сепак за табу теми се работи. Од ставот дека да, мене ништо ми нема. Значи, зборуваме за профилактични прегледи. Зборуваме за една девојка која што започнала на 18-19 години сексуални контакти. Еден бриз по Папа Николау може многу да реши за незиниот понатамошен репродуктивен период, за безразборните контакти, кои што можат да се случат по разни журки, по разни чуда. Сексот кој што не е протектиран, половите болести, сето тоа нешто, дисфункцијата на хормоните, немањето на менструација и некажување на соодветно на сестра, на мајка или совет со гинеколог, прескокнувањето на тие месеци или интраменструални крварења кои што може да се појави. Сето тоа нешто е еден миниатурен аларм кој што треба да ни каже да, треба да се посети гинеколог. Но кога веќе ќе дојде така наречено народски нож до коска, само тогаш се посетува гинекологот и од тогаш натаму, ама зошто мене вака ми се случува, после неколку години. Сето тоа што е машкиот фактор? Машкиот фактор тука може да се сведи на малку помалце отколку женскиот фактор на добивање на стерилитет. Значи, машкиот фактор може да биде вроден стерилитет, во кој што тој вроден стерилитет е дали имаме хромозомски пореметувања, кај машкиот индивид, во кој што не ги сакам да ги набројувам сега тие синдроми, проблем со невозможност на тестисите да продуцираат сперматозоиди. Второ нешто, варикоцелата, како многу голема болест распространета, тоа е проширена вена, која што буквално ги топли тестисите во скроталната кеса и не им дава продукција од топлото на нормални сперматозоиди. Таа се лекува, се разбира оперативно, без никаков проблем и може да се врати во норма, доколку ткивото е запазено за репродуктивен третман. Другиот момент, удар во тестиси во детска возраст и температурата. Заушки. Да. Заушките се... Зошто заушките? Докторе, кога знаеме дека дека се многу далеко едно од друго. Дека кога сме биле деца, речиси сега е веќе заушките се поретки, но во наша возраст заушките биле многу честа појава. Речиси сите ги имавме заушките. Дали, значи сите, кај сите постои ризик или доколку не се лекува? Ако се вратиме на насад, хронолошки да гледаме, значи во наше време стерилитет знаевме дека имат одредени парови кои што беа буквално покажани, тие немаат деца.
Да. Ако видиме сега не можеме да ги препознаеме. После заушките, кои што ги минувавме ние во нашиот период, сега во овој период можеме да кажеме дека ако не секоја втора, секоја трета двојка веќе има некаков проблем. Дали со почетно зачнување, дали со абортуси кои што се спонтани и ред други работи. Така да сето тоа нешто кое што било тогаш има одраз понатаму. Симптомите. Рековме кај жените 35 години, една година да не се чека. Така. Но што е со жените од 30 години? Дали кај тие се појавуваат тие симптоми? Да речеме, тие не се видливи симптоми? Нема симптоми. Секако. Симптоми нема. Ништо видливо нема, освен тоа да, ако кажеме, менструацијата на жената касни повеќе од месец, или прескокнува месец, или пак иди на помалку од 20 дена. Значи тогаш нешто не е во ред. Тој ендометриум, кој што треба да ја прифати таа оплодена яйцеклетка, тоест тој ембрион, на помалку од 20 дена тој нема можност да се створи убав, да може таа яйцеклетка, тоест ембрион да се вгнезди. Доколку е подолг тој период, не го знаеме прогестеронското делување на втората фаза после овулација кај жената како е и дали може во тој момент пак касната овулација да направи добар ембрион кој што би можел да се вгнезди. Така да постојат повеќе фактори тука кои што треба буквално да се испратат. Сега има еден момент во кој што жените секогаш викаат па како тоа ние да знаеме кога сме во овулација, како тоа сме во овулација? Тоа сакам да ве прашувам, докторе, како жените да знаат дека тој период се во овулација? Три методи. Три методи многу едноставни. Првиот метод е од многу одамна познат. Го практикувале дури да кажем нашите мајки. Методот на мерење на базална температура. Значи, која е температурата што треба да се достигне? Значи, утринската температура, гледајќи ја од почетокот на добивање на менструација до добивање на другата менструација, во рокот 2 до 3 циклуси, и правејќи го тој графикон, можеме да кажеме дека во моментот кога имаме овулација, температурата која што била базална 36 со 4 или 5, би била со 2 до 3 степени повисока. Полустепени. Полустепени. Значи некаде 37,5. 37,5, 37,1, 0,2. Вториот и третиот доказ? Вториот доказ е за среќа веќе и кај нас ги имаме, во сите апотеки се достапни тестовите за овулација. Веќе има. Веќе ги имаме тестовите за овулација кои што слободно може да ги купат. И тие тестови за овулација се прават буквално како тест за бременост со мукрача која што таа делува на хормонот кој што треба да се лачи во тој период и добиваме 2 цртички или 1 цртичка, тоест имаме ли овулација во тој период или немаме овулација. И третиот, најефективниот метод кој што може да се употреби сега во моментот е посетата на тие фертилни периоди, во зависност колкав е сепак диапазонот на менструацијата кај жената од прв ден на менструација до добивањето на новата менструација. Значи тоа може да се направи со фоликулометрија, тоест мерење на фоликулите. Мерење на фоликулите, тоест нивната големина и соодветно врз основа на големината на фоликулот мерење на естрадиолот во крвта на жената и тогаш можеме да кажеме дека да 90%, никогаш 100%, 90% можеме да кажеме дека во тој период ќе имаме овулација, која што таа овулација после тие денови треба пак да ја провериме дали овулирала таа яйцеклетка. Дали тој фоликул прснал. Докторе, сето тоа врз жената, врз мажот, врз семејството делува и психолошки. Апсолутно. Како делува? Што чувствуваат паровите? Како да ги препознаваме и дали ние како општество доколку гледаме дека еден пар веќе 1, 2, 3 години немаат деца, дали треба да им пружиме помош или сепак тоа на некој начин ќе ги повреди нивните чувства? До пред неколку години, да кажем, до пред една деценија, ова беше многу големо табу тема. Сега за среќа на сите списанија, на сите овие форуми, на сите овие контактни емисии, на сите овие познати колеги доктори кои што се појавиле, имаат средби, одат партнерите кај нив на разговор, на консултација, има доста информација кај општеството.
Порано беше еден проблем, значи тие беа затворени, не разговараат со никој, асоцијални типови стануваат, трпи семејството, трпи фамилијата, веднаш тука идат вторичните прашања, јас нема да имам дете, јас нема да бидам баба, дедо, јас нема да ќе бидам изолиран, притисоци од едната, од другата страна на фамилијата, било од машка, било од женска, околноста, околината околу нив, каде што секогаш секое погледнување на бебе во количка е уште едно зошто јас не. И така да тие моменти се многу непријатни. На секој пар треба да му се помогне. За секој пар треба да се проба да се помогне, за да може да се заврши таа работа. Значи ако парот, тоест двојката, кој што го има тој проблем, не разговара, без разлика дали тоа ќе бидат најблиските, дали тоа ќе биде нивниот матичен гинеколог, дали нивниот матичен лекар или некој специјалист кој што се занимава со оваа област, значи само со разговор може да се поттикне добивањето на вистинскиот резултат. Заради тоа што скриеноста на таа процедура и моментот на чекање на феноменот може би следниот месец ќе се деси, тука тешко дека ќе се Доктор, имам едно директно прашање. Доколку еден пар со потешкоти стигнало до едно-две деца, колку се шансите тоа да е преносно, односно непреносно, како болест од опир, туку генетиката колку е во прашање тука кај стерилитетот, дали може да зборуваме за генетски дефекти, генетски пренос? Ако имале дете со проблематика, не, доколку родителите, например, неколку години немале деца, еве ќе имат едно дете, тоа дете ќе порасне и тоа дете после ќе има проблеми со стерилитетот. Дали може на тоа да мислиме? Во многу мали случаи можеме да кажеме дека може да се пренесат некои заболувања кои што се генетски, тоест хромозомски, преку родителите, кои што може да доведат без разлика дали тоа е машки или женски стерилитет, како Клајнфелтер синдромот, како да не ги набројуваме, не сме во моментот. Но генетиката е речиси воопшто не... Генетиката воопшто можам да кажам дека сега со сите генетски испитувања кои што може да се направат пренатално, значи пред раѓање, може да се направат на сите партнери кои ќе стапуваат во брак. Без никаков проблем е тоа да се реши дали нивното потомство би имало некакви проблеми или не. Сега постои инвитро. Тоа ќе биде секако ваше бебенце, не е туѓо, туку сосема ваше бебе. Инвитрото како лекување на лек за стерилитетот. Имаме некаде уште 2 минути разговор. На брзина малку значи, можам да кажем една нешто. И дали вие веќе почнавте во неуромедика со применување на методи за лекување на стерилитетот? Значи во овој момент во неуромедика можам да кажем дека се уште се бавиме со консултации со првичните прегледи кои што треба да се стигне до моментот на лекување на стерилитетот, тоа е правењето на инвитро, но наскоро во новата болница која што се гради, знаете, во Скопје, значи таму ќе биде инвитро центарот кој што ќе може да ги примени сите овие активности кои што му можат да доведат до среќниот крај, тоест раѓање на живо и здраво детенце. Иначе инвитрото можам да кажем дека доста распространето, вистинскиот спас во многу случаи, заради тоа што ако имаме навистина проблемите во кои што би можеле да бидат запушување на јајцеводите кај жената или евентуално некаков проблем кај машкиот фактор со многу слаба сперма, кој што не би можеле по нормален пат тие да се соединат, тоест сперматозоидите со яйцеклетката и да настани бременост во матката по спонтан пат, единствениот момент е на решавање на тој проблем инвитрото оплодувањето, кој што може да биде на повеќе фактори, на повеќе сектори. Дали тоа ќе биде IVF, дали тоа ќе биде ICSI, дали ќе биде IMSI. Тоа се веќе малце по други подробности, но можам да кажам дека сепак тоа е единствениот лек со кој што може да се добија посакуваното нешто. Може би ни остана многу прашања и многу одговори, но се надевам дека повторно следниот пат кога ќе ни дојдете, ќе ги чуваме тие прашања. Се надевам дека и гледачите се задоволни. Јас за на крај, докторе, би сакала една ваша препорака директно до сите тие парови кои се во обид за заснување фамилија, до сите тие кои се дел од нивната, било дедовци, баби, било сестри, браќа и така натака. Која би била вашата порака до нив? Пораката е
Бидете среќни, сакајте се. Со љубов и со разбирање можете да постигнете се. Центрите се тука, докторите се тука, со мала помош од нив и ваша се разбира дека може да се стигне до вистинскиот момент. И вас И може поддршка на комплетното семејство. Да, секако и нашата поддршка како општество. Вас може да ве најдат секако во Неуромедика со консултации, наврву и со Центарот за стерилитет во болницата. Да. Благодарам, докторе, многу што бевте дел од нашата емисија. Беше прекрасен разговор, се надевам им се допадна и на гледачите. Ви посакувам многу успех, па се надеваме дека повторно ќе се видиме. Се надевам за скоро. Праши кој стандеруар, ishte tema steriliteti, mjeku tha shumë bukur. Një vit është i mjaftueshëm për të bërë përpjekjen për të pas një fëmijë. Pas atij një viti, këtu është edhe Neuromedika, ku mund edhe të gjeni këshillat. Së shpejti do të hapet edhe spitali Neuromedika, ku do të keni edhe qendrën e sterilitetit atje. Vazhdojmë ne me pjesën tjetër të programit Paradites.